спорта на мундијалски вести на слободен печат. Понекогаш постојат надпревари кои траат 90 минути, понекогаш стои 20, а понекогаш остануваат да траат за секогаш. Финалињата не се само битка за трофи. Тие се пресметка меѓу две филозофии, две генерации и два сона. Вчера вечер светот доби нов шампион. Шпанија го освои светското првенство, совладувајќи Аргентина со минимални 1-0 по продолженија и со тоа ги обедини европската и светската титула. На преполниот MetLife стадион во Њу Џерси беше испишано ново поглавје во историјата на светскиот фудбал. Надпреварот понуди се што едно финале може да понуди. Тактичка дисциплина, огромна тензија, емоции, драматични моменти и херој кој го реши најважниот надпревар во својата кариера. Од првата судиска свирка беше јасно која репрезентација сака да го диктира темпото. Шпанија презеди иницијативата, ја контролираше топката, го отвораше теренот и стрпливо го бараше патот до противничкиот гол. Аргентина, од друга страна, избра поинаков пристап. Светскиот шампион се повлече длабоко во својата половина, подпирајќи се на организирана одбрана и надеж дека ќе дочека една шанса што ќе го премине текот на финалето. Во првите минути најголемата опасност ја создаде Ламин Јамал. Младиот таз уште еднаш покажа дека не чувствува притисок, дека големите надпревари го инспирираат и дека иднината на шпанскиот фудбал веќе пристигнала. Неговиот удар помина покрај голот, но беше само најава за оно што ќе следува. Како што изминуваше времето, Шпанија се повеќе го стегаше обрачот околу аргентинскиот 16-тник. Фабиан Руис, Родри, Дани Олмо и Микел Ојарзабал постојано ја движеа топката, барајќи ја немалата празнина во компактната одбрана на противникот. Но фудбалот понекогаш знае да биде суров. Не секогаш победува оној што создава повеќе. Не секогаш доминацијата веднаш носи награда. Понекогаш играта бара трпение, а трпението е најтешката дисциплина во спортот. Аргентина долго време одолуваше. Голманот Емилијано Мартинес беше сигурен на својата гол линија, а секоја успешна интервенција им влеваше нова надеж на неговите соиграчи. На другата страна, Унај Симон немаше воопшто работа. Тоа доволно говореше за изгледот на финалето. Шпанската репрезентација контролираше се: поседот, темпот, просторот и иницијативата. Во второто полувреме, селекторот Луис де ла Фуенте внесе свежина во нападот. Во игра влегоа Педри и Феран Торес. Потек што подоцна ќе се покаже како пресуда. Шпанците продолжија да притискат, а секој нов напад беше се поопасен. Ламин Јамал продолжи да создава проблеми по десната страна. Нико Вилијам внесуваше брзина, додека Родри со мирнотија диригираше од средината на теренот. Како најискусен мајстор што знае дека најубавата симфонија се создава со трпение. Во самиот финиш, од регуларниот дел надпреварот доби нов пресврт. Енцо Фернандес заработи втор жолт картон и Аргентина остана со 10 фудбалери. Тоа беше моментот што целосно ја промени психолошката рамнотежа на финалето. Продолженијата започна со целосна офанзива на Шпанија. Во животот често велиме дека времето ги наградува трпеливите. Истото важи и за фудбалот. Големите екипи не паничат кога часовникот се приближува кон крајот. Тие знаат дека секоја секунда носи нова можност. Така беше и вчера вечер. Во 106-та минута пристигна моментот кој ќе остане за памет. Акцијата започна преку Ламин Јамал, кој повторно ја покажа својата визија. Педро Поро испрати прецизен центаршот кон Нико Вилијамс, кој интелигентно ја спушти топката во срцето на казнениот простор. Таму се најде Феран Торес, без двоумење, без страф и без грешка. Ја испрати топката во мрежата за водство од 1-0. Во тој миг времето како да запре. Навивачите експлодира од радост. Фудбалерите во црвени дресови се прегрнаа. Клупата втрча на теренот, а една генерација свати дека е на чекор од бесмртност. Аргентина по примениот погодок се убеди да возврати. Конечно излезе од својата половина, но веќе беше предосно. Просторот што го оставаше зад себе им овозможи на шпанците уште неколку опасни контранапади, а еден погодок повторно беше поништен поради офсет. Последните минути донесе очајничка обиди на Аргентина да ја врати на известност. Џулијано Симеоне се најде во добра позиција, но неговиот удар заврши високо над голот. Набрзо потоа следуваше последниот судиски свириш. Шпанија е светски шампион. Европскиот шампион сега стана и владетел на светот. Статистиката целосно ја потврди шпанската доминација. Поседот на топката беше на страната на црвената фурија. Ударите кон голот беа повеќекратно побројни. Аргентина не успеа да создаде вистинска опасност пред голот на Унај Симон. Понекогаш бројките не ја кажуваат целата приказна, но понекогаш тие зборуваат погласно од секој коментар. 20 удари,
12 во рамките на голот. Само еден примен гол на целиот турнир. Рекорди што сведочат за моќта на една извонредна генерација. По завршувањето на финалето беа доделени индивидуалните признанија. Родри заслужено беше избран за најдобар играч на светското првенство. Неговиот мир, интелигенција и контрола врз средината на теренот беа темелот врз кој беше изградена шампионската приказна. Пау Кубарси доби наградата за најдобар млад фудбалер на турнирот, потврдувајќи дека шпанската иднина изгледа подеднакво светло како и сегашност. Унай Симонија освои златната ракавица, како признание за неверојатниот турнир на кој речиси никој не успе да го совлада. Најдобар стрелец остана Килијан Ембапе, која понесе златната копачка. Понад преворот, селекторот Луис де ла Фуенте со видлива емоција зборуваше за своите фудбалери. Истакна дека оваа генерација не е само составена од врвни играчи, туку од луѓе кои знаат што значат доверба, пожртвуваност и заедништво. Горд сум што сум шпанец. Сакам да ја посветам оваа победа и оваа титула на моите родители и на мојот брат. Затворивме еден многу голем циклус. Победивме и освоивме титули во сите категории и сега мислам дека можеме да продолжуваме да победуваме. Моите фудбалери понад преродот ме праша што треба уште да освоиме, кога освоивме се што можевме, рече селекторот на новиот светски првак. На спротивната страна, Лионел Скалони достоинствено го призна поразот. Противникот беше супериорен на теренот, но вечно сум благодарен на своите играчи, кои се бореа до самиот крај. Мојот тим покажа оти знае како да победува, но сега мора да покаже и како достоинствено се губи, рече аргентинскиот селектор. Неговите зборови покажа дека вистинските шампиони не се препознаваат само по победите, туку и по начинот на кој го прифаќаат поразот. И можеби токму тоа е најголемата лекција што ни остава спортот. Пекарите ќе добијат нови сопственици. Рекордите еден ден ќе бидат турнати. Головите ќе станат архивски снимки. Но карактерот останува. Останува примерот што една генерација им го остава на оние што доаѓаат по неа. Шпанија вчера вечер не освои само титул. Освои место во историјата, освои почит, освои вечност во фудбалските анари. А кога ќе поминат годините, можеби никој нема да се сеќава на секој додавање, на секој корнер или на секој прекид. Но сите ќе се сеќаваат дека постоеше една генерација која играше со храброст, со идеја и со верба дека најголемите успеси не се случајност, туку награда за долгогодишна работа. Со завршувањето на светското првенство завршуваат и мундијалските вести на Слободен печат. Во изминатите недели, низ 28 снимени епизоди, секој утро бевме заедно, пренесувајќи ви ги најважните случувања, најголемите приказни, емоциите, победите и разочарувањата од светскиот фудбалски спектакл. Од првиот судиски свиреш до последниот момент на финалето. Сведочевме на уште едно патување кое покажа дека фудбалот никогаш не е само игра, туку јазик што го разбира целиот свет.